Здраво, драги пријатели, добродојдовте во денешната епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска ќе одговарам на прашање од наша пријателка Христина, кое што мислам дека ќе ви помогне и самиот одговор на многу од вас кои што сакате да се вметнете и да инволвирате во процес на вежбање, али прво да го погледнеме прашањето. Христина, фала ти за прашањето и пошто веќе одвоивме некое време во интерна комуникација, сакајки да дознаам повеќе околу твојата цел пред се, што сакаш ти да направиш, но знам дека многу луѓе го имаат ова прашање во глава, откако почнале можеби процес за да вежбаат, односно процес за да си ја постигне својата цел, затоа што никој од нас не оди на вежбање затоа што нема што да прави и затоа што чисто ете така да вежба. Туку секој од нас можеби оди на вежбање затоа што има некаква цел. А кај некого од вас можеби тоа целта е да ослабе, кај некого од вас е целта да покачи килажа, кај некого од нас е да можеби кардиоваскуларниот систем поради здравствен проблем има потреба да има физичка активност кардио и така натаму, значи секој со својата цел. То конкретно за прашањето ќе одговорам дека вежбањето секој ден е супер, затоа што во нашиот генетски код и нашето ДНК е воведено да имаме ние физичка активност секој ден и тоа во долги периоди, затоа што нашите предци немале многу олеснителни околности кои што ние имаме денес за да толку многу седиме и лежиме во текот на денот, туку морале да бидат физички активни ако сакаат да бидат нахранети, да пијат доволно вода, да си обезбедат покрив над главата и така натаму, за разлика од ние денеска. И затоа вежбањето секојдневно и како е добро. Но, доколку е целта да можеби покачите килажа, тогаш вежбањето секојдневно со тежини може да биде контрапродуктивно, затоа што мускулната маса и е потребен и одмор, односно и се потребни и денови и периоди кога треба да телото ги регенерира мускулите и да дозволи да таа мускулна маса се покачува во нашето тело. Но пак ја кажам, комбинација можеби од кардиовежби, од вежби со тежини, односно со отпор, е нешто што јас би го правел лично за себе, затоа што мојата цел е да изгледам фит, да сум здрав и ја немам некоја цел да тоа, не знам, да правам мускулна маса, не знам каква и колку во моето тело и немам цел моментално за да правам стомачни мускули, односно six-pack попопуларно кажани. Така да и конкретно за тебе физичка активност е добро да се има секојдневно и да биде некаква можеби комбинација на тежини со кардио. И конкретно, ако сакаш да постигнеш било каков резултат, она што константно ќе го слушате тука е дека 80% треба фокусот да се стави на исхрана, затоа што вие, ако конкретно зборуваме за слабење, во една физичка активност просечно ќе потрошите 300, максимум 400 калории, а тие 300 до 400 калории може да се надокнадат и како лесно и доколку не ги надокнадувате и доколку немате баланс во таа нутритивна вредност која што вашето тело ја добива и не ги обавува метаболичките процеси како што треба, тоа значи дека нема никогаш вашите масти да ги ослободи, затоа што телото мастите секогаш ги чува како заштита од тоа дека нема да преживее и како заштита од вашите лоши прехранбени навики. Најголем дел од мастите кои што ете Христина можеби и се твој проблем, се дел на твоите лоши прехранбени навики, а не толку на твоето немање на физичка активност, иако и како треба да го вметнеш и да го имаш во своето секојдневие. Не знам колку ти одговорив на прашањето, али добро, во интерната комуникација горе-доле мислам дека ме разбра, али за секој од вас, ако можеби не ви доодговорив и не ви е се кристално јасно после ова прашање и овој одговор, слободно искомуницирате ме и ќе ви помогнам колку што знам и можам и колку што моето искуство го дозволува сето тоа. Фала ви што одвоивте време да ја следите оваа содржина. Се гледаме во следна епизода, до тогаш ви посакувам здрави животни навики и убав ден. Чао, чао!